Политички притисок, бидејќи министерката се обидува со помош на моќта која ја поседува, преку Министерството за внатрешни работи да изврши притисок, цензура на слободната уметничка мисла и да се справи со своите политички неистомисленици. Истакна Васко Мавровски од Битолскиот народен театар, кој вчера беше повикан во полициска станица затоа што ја критикувал министерката за култура на Facebook. Моето семејство генерации уназад овие удбашки фашистички методи ги применувале службите, и имајќи го искуството и имајќи го веројатно тоа во мојот ген, ваквите испади од страна на Бисера Костадиновска Стојчевска можат само да ме мотивираат да продолжам да работам, да ја критикувам. Инаку вчера во 21:30 часот полициски службеници побарале од актерот подитно да го напушти театарот за време на проба, со цел да дојде во станица на информативен разговор, а настанот се случил пред публиката. Актерот Мавровски вели дека министерката за култура го пријавила затоа што се чувствувала загрозена за својот живот од неговата Facebook објава, каде тој напишал дека очекува шефот на РЕК Битола да им подари кабел и додава дека представа без светло не се игра. Се чувствува загрозена за својот живот и за животот на своето семејство од продолжниот кабел кој јас го споменувам во мојот пост, кој меѓу другото не се однесува апсолутно на никаква закана, значи во незиниот пост на кого јас коментирав има напишано дека во Штип успеала да организира 122 настани и да заштеди електрична енергија од 35%. Ова за прв пат ми се случува во мојата кариера, некој да ги оценува уметничките настани по заштеда на енергија, а не по квалитетот кој што истите треба да го поседуваат. Тој додава дека постојано ја критикува работата на министерката и оти тоа нема да се промени. Од Министерството за внатрешни работи за Алфа велат дека станувало збор за предупредување, а тие постапувале по пријава, додека пак од култура потврдуваат дека имало пријава бидејќи според нив секој имал право да побара заштита од институциите, а министерката била изложена на изјави и содржини кои излегуваат од нормите на слободно изразување.